Добро вечер, недела 21 часот, време е за печат на неделата во 1ТВ во нашето студио. Вечерва ќе разговараме за овие две теми кои што ќе ги видите споени во двата прилози кои ги подготвивме пред дискусијата за вас. Обвинети од Зоран Зајдов за личното дело имање подготвени и безстранноста каза со слобода од обвинение. Обвинетиот Никола Груевски, виновен е за сторено кривично дело, примање награда за противзаконито влијание. Во нашето правосудство богови во постапките се доказите. Ако ги нема, никој не е виновен. Ако ги има, секој има да одговара за тоа за што се огрешил пред законот. Независноста во судството е клучната реформа, господин премиер. Не е транспарентноста во очи која ве гледаат вас во очи, туку независност. Сега имаме позависно и позаробено судство од било кога во Македонија претходно. Се надевам дека вакви лузни на челото никој пат повеќе македонски политичар нема да има во Македонија. Никој пат да не се повторат. Ги гледате овие лузни, се уште ги поддржувате ваквите политики. Не смогнавте сили ни еднаш да се оградите од ваквите политики. Денеска нема една банка, еден денар, едно дени потрошено по медиумите. Затоа слободата во медиумите ќе ги покаже сите резултати на сите мониторинзи кои што ги дадат и Freedom House и како беше Репортери без граници, кои што ги дават извештаи за сите земји, ќе дават и за Македонија. И те како е унапредена со чекори милениумски слободата на зборот, слободата на новинарот, истражувачкото новинарство и севкупната слобода на медиумите во нашата земја. Еве, видовме како ја замислуваме реформата во медиумите. Во две реченици не беше се кажано. Најпрво да ги смениме луѓево, а потоа да видиме каква ќе биде уредувачката политика. Слушнавме. Не може Јагнула Куновска да биде експерт во програмскиот совет. Не може имате тројца партиски представници во советот за АВМУ. Тоа ли е независноста, експертската поставеност на медиумите? ВМРО-ДПМН е принципиелно. Нема ништо против дејноста, нити пак сите оние национални медиуми и сите оние останати медиуми кои што функционираат во Република Македонија. Македонија и претходно имаше стекнато право со јазик, националност и кодови, господин. Каде ви беше потврдено тоа од Грција, господине Мицковски? Каде? И вие при тоа пречка за напредувањето и на вашата земја, тоа не е само моја земја. Апсолутно мора да се барат решенија. Жицата е заштитена. Мојата македонска жица, вашата, нашата, заедничка. Добивме потврда плюс од Грција дека сме македонци, дека зборуваме македонски јазик, дека идентитетот ни е македонски од Грција која што го негираше. Кажете ми вие, што тоа не чини во Илинденска Македонија? Зошто сте вие против Илинден? Што ви смета во Илинден? Идентитетот. Идентитетот е заштитен комплетно. Мора да имате ставови, господин Мицковски. Не може цело време кружите како киша околу Крагуевец. Видете, ја не сум како киша околу Крагуевец, него сум како надојден вардар со многу факти и аргументи. Бевке Орбан, страм ми беше да го погледнам во очи човекот, вика 5% растеме, вие како сте? 0, викам, како сме? Требало да му кажете и на Орбан каква власт имало претходно за да се постигнат таквите резултати. Македонија беше заробена држава. Добро вечер. Повторно во студиото на 1ТВ. Како што гледате вечерва ќе сакаме да проговориме на двете теми кои што доминираа во минатата скратено издание на работната недела, бидејќи фатија празниците, па за 3 дена се случија два нам ни се чини значајни настани. Пред се паднаа првите пресуди и за господинот Груевски, но и во врска со господинот Заев, а исто така дојде до ова историско соочување, телевизиско интервју помеѓу двајцата лидери на двете главни партии во Македонија, партијата на власт господинот Заев, СДСМ, и опозициониот лидер господинот Христијан Мицковски, лидерот на ВМРО-ДПМН. Но само неполни 2 часа пред оваа емисија, господинот Груевски излезе на телевизија Сетел и даде едно ексклузивно интервју, кое што исто така ќе биде дел од овој разговор. Интервју во кое што главно се задржа во тие 5-7 минути колку што говореше, се задржа за судските процеси во кои што тој беше осуден и за кои што се чека уште во 4 други судски процеси да биде понатаму процесуиран. Тој го обвини судството дека е пристрасно, дека се работи за политички прогон, дека се работи за монтирани судски процеси, дека судиката била пристрасна кон СЈО, дека била дрска кон одбраната и така натаму. И на крајот ја заврши својата позиција, своето, да кажем, излагање, дека се работи за
монтирани процеси кои што пропагандата на власта треба да представат пред македонската јавност, да го оцрнат, да го осудат него преди да биде осуден, бидејќи според него се работи за една хајка со две главни цели. Првата цел е да се смени името и да се дезавуира тој лично како бранител на националните интереси во преговорите со името, и втората цел на целата таа хајка е да се дефокусира јавноста од важните настани, за да може да се занимава, како што тој мисли, со неважните настани кои што се врзани со неговите судења. Се извинувам за овој подолг вовед, пред да ги представам моите вечерашни гости, со кои што ќе разговараме на овие две теми. Господинот Джевдет Хајредини, долгогодишен политички аналитичар и бивши министр за финансии. Добро вечер. Не толку политички. Финансиско-економско политички. Мојата колешка Јадранка Костова, главен уредник на неделникот Фокус и долгогодишен новинар и колега. Добро вечер, Јадранка. Добро вечер. И нашиот познат и често виден на телевизија аналитичар Петар Арсовски, без кого некои од овие аспекти за кои разговараме и покрај честотата на неговите појавувања не може докрај да се објаснат, бидејќи секојаш има еден оригинален аспект, агол на работите. Добро вечер за сите. Јаданка, да почнем прво со вас, ако ми дозволите. Груевски тврди дека се работи за политичката машинерија на власта, пропагандата и така натаму, кој има за цел да ја дефокусира јавноста. Бидејќи ние вечерва ќе говориме и за него, се чувствувате ли вие како дел од таа машинерија? Не, видите, јазикот на говори Груевски, јас го нарекував во моите текстови Грујо говор. Тоа ми е како во Орвеловата 84-та. Значи, и кога имаше моќта и власта и кога беше премиер, сите тие соопштенија, се што ќе соопштеа за другите, всушност беше портретирање на нивниот режим. И во оваа смисла не ме изненадува дека продолжува во овој стил, дека сега некој води хајка, како да не бил овде изминативе десетина години. Тој во сегашното интервју на Сител вели дека дури не познавал ни еден судија од 11 години дека беше на власт. Мислам, ова вица или... Да. Таму имаше употреби дури еден израз дека ваков терор, не знам, не можам да парафразирам, да, немало ни 49-48. Јас таа квалификација би ја рекла за владењето, времето додека тој владееше. Сите претходни влади од СДСМ и од ВМРО биле предмет на наша критика во врска со корупцијата. Меѓутоа, ниту една влада имало забелешки од Брисел и од надвор и од невладините за слобода на медиуми за судството. Но политички монтирани процеси, таа квалификација почна во меѓународните извештаи да излегува за време на неговото владење. Петар, ја не знам дали е ова добар контекст за ова што сакам вас да ве прашам, што го изразговаравме со Јадранка, но во овој контекст макар, како ви се чини дека ќе помине, како одекнуваат овие пресуди првични, особено првата пресуда за Груевски? Кои се политичките димензии, ако сакате, и уопшто општествените димензии на таа пресуда? Апропо ова што го зборува Јадранка, општиот впечаток ми е дека Груевски живее во некаков паралелен универзум кој нема допир со нашата реалност. На два јазика зборуваме. Да, како ние да живееме на тотално одвоени планети и се гледаме низ една оптика на дурбин во која гледа 1% од тоа што се случува. Па и тоа што го гледа низ некаква целосно замаглена диоптрија. Човекот, од една страна, како да не е свесен дека реално има промена во општеството и дека е тој на губитничката страна од оградата во овој процес. Од друга страна, знаете што да прави друго? Он во оваа фаза во која е веќе очигледно на една патека на забрзани процеси против него, очигледно е дека нема да има многу попуст, дека нема да паднат во несвет судиите од неговата величина и така натаму, очигледно е дека тие ќе продолжат во некаква динамика, а што да прави освен за тоа да збори дека е тоа политички проблем? Дали ви изненади, да. Тоа што ме изненади всушност е релативно анемичната реакција со која јавноста па и неговата партија ја дочека неговата партија. Тоа сакав да прашам, на крајот на криштата таму излегија 230 луѓе кои што нешто протестира. Стандардната пресконференција и соопштение на ВМРО-ДПН, па по дјаволите за Заев, за Глобал имаше повеќе луѓе пред истата судница. Добро, но сепак господин Хајредини, сепак и самиот Мицкоски во интервјуто
во дуелот со Заев, практично ги поддржа сите оценки на Груевски за тоа дека се работи за политички прогон, за монтирани процеси и така натаму. Ако говориме за некакви политички последици од овие првични пресуди и така, и од ослободувањето на Заев, исто така и тоа не треба да го заборавиме, гледаме дека партијата на Груевски продолжува со истата приказна, со истиот контекст, со истиот наратив. Како тоа ќе се одрази и во нејзината перспектива и во перспективата на политичката сцена на Македонија воопшто? Јас сакам да подвлечам една моја вака констатација од однесувањето на Груевски и на Мицковски. Мало се нивните настапи во јавноста можат тие така да зборуваат затоа што и соговорниците, поготово новинарите, тие ја менуваат комплетно суштината на проблемот. Во која смисла? Во смисол дека Македонија 3-4 години е во криза заради тоа што се обелоденија разговори од кои произлегуваат тешки кривични дела. Значи, диалози. Тие и на суд, и на телевизија едноставно се договориле да овој факт да го негират. Да го игнорираат или да го негират? Да го игнорират, а не да го негират. Едноставно да... Како да не постои? Како да не постои. Ја го слушам него преска, да не губиме време многу... На интервјуто за сите. На интервјуто. Да. За тој предметот за автострадите. Он апсолутно не зборува зошто тој предмет е таму. Тој се слуша дека му вика на Киевски, откако бара 5% на износот договорениот, и му смета тоа 5%, не може он брзо да пресмета колку е тоа на 300, околу 300 милиона, дека 15 милиона, му вика, абе, не ме гнјавај, молим те, кажи ми ти мене во готово колку така, 15 милиона, вика, исто колку и другиот договор. Добро, Джевдет. И вика, чекај мал. И вика, види се станува кавалер. Вика да не е многу. Сега он кога разговара, ниту новинарот, за нив треба, кога ги викат на телевизија, треба да им се повторуваат инсерти од разговор. Господине, на што мислиш ти тоа дека да не е многу? Петар, меѓутоа од ова произлегува дека дури јавноста, не само партијата во опозиција кој што може би има и таков план, дури јавноста како да е презаситена, како да е грогирана и како да не сека веќе и да се подсетува на сите тие непријатности низ кои што помина. Кои се последиците политички од тоа? Може ли да се јави некаква, како да кажем сега, некаква жалење околу тажната судбина на целата таа екипа? Не, прерано е да се заборави владењето на Груевски и груевизмот. Ние уште носиме сериозни лузни од тоа време и психолошки и национални и како јавност, ако сакате. Но тоа што ќе се случи е дека јавноста ќе остане во висок сензибилитет и за Заев. Значи, таа јавност релативно хистерична, која, помеѓу другото, и ние ја произведувавме, згрозувајќи се од анестетизираноста, како не го гледа Груевски за тоа што е, сега исто така се враќа како бумеранг и кон новата власт и станува понекогаш прекритична и кон новата власт, не знаејќи да цени колку време е потребно да се смени. Тоа е квалитетна јавност, една пробудена јавност, една сензибилизирана јавност? Па секако е подобра варијанта од што анестетизирана јавност. Така е. Секако е подобро да имате јавност која е малку покритична него јавност која, но точно е дека е уморна јавноста од сите овие перипетии околу промената. Околу промената на власта, околу промената на општествениот дискурс. Точно е, тоа е помеѓу другото една и од причините зашто пресудата за Груевски не одекна како бомба. Да, меѓутоа гледате во нон-пейперот кој што го поднесува сега неколку европски земји, Франција и Холандија пред сите, до Европската унија околу овие познати настани така натаму, една од констатациите е дека во Македонија вели немање капацитет на државата да се справи со криминалот и корупцијата. Јадранка, а ние овдека мислам, доживуваме како да сме претерале тоа па тоа. Не, согласувам дека јавноста е малку повеќе разбудена. И јас мислам дека основните грешки ги правевме, бидејќи ние постојано отваравме
случаи кои ни беа сомнителни од тој корупцијски аспект за сите власти. Не е битно која партија и кој е премиер. Тој што има моќта, тој може да ја злоупотреби. По правило, кога ќе паднеше таа власт, ние во јавноста главно се бараше одговорност за предходните и малку ја занемарувавме новата влада, која тој период си го користеше да тргне по истите патеки. Така беше и 2006 кога Груевски дојде на власт. Инаку, немаше, нели, некакви, не знам какви реакции за пресудата. Груевски не е прв поранешен премиер што е осуден. Не е прв кој што е осуден. Да, добро, он има право на жалба, но Да, сакам да кажам. Тоа го започна Груевски со случајот против Владен Бучковски, екс-премиерот. Да. Значи сега тој е обвинет, постапките му течат неколку. 5. Во европски, јас сум ги анализирала долго време европските корупцијски афери. Може да се заклучи дека се случува, тука нема правило, и десничарски и левичарски партии, што би рекол народот им лепи рачато, нели сега. Ние за 30 кебапчиња ќе речете има грд назив крадец, а овие милиони евра која проневеруваат, велиме злоупотреба, нешто, еден нежен израз, и анкетите покажуваат дека не знам, околу 40% од нашиве луѓе мислат дека е нормално кога си политичарите да крадат. Тоа им е нормално. Така да не е прв, одговарали и големи имиња во Европа, еве во Франција од Жак Ширак, Франсуа Митеран се водело, сега е Саркози. Германија, Шпанија. Кол знаеме како заврши една историска битка. И сега, интересно дека сите тие процеси траат подолго, нели, некој осуден ефективни казни, затвор, некој Кол, например, си призна дека 2 милиона... Се спогоди. Се спогоди. Така да овде сега, казната што ја доби помошникот министер во МВР Ѓоко Поповски, 9 години, мене ми беше тоа фрапантно високо, да кажам. Но сега, не, баре мојот пристап е тој, не ми е поентата вие да се одмаздуват, нели, да, репресија кон оној што се огрешил за законот. Мене ми е многу поважно колку тоа влијае превентивно. Дали актуелната влада на Заев, разни помошници, министри, директори, дали сваќаат зашто утре може да одговараат? Затоа што во случајот вака сега малку да го симплифицирам, Груевски не го земал Мерцедес од дома, нормално, нели, тој останува. Овде станува збор дека кога премиерот ќе науми, вие ќе наместите тендер за да го добие одредена фирма. Јас тука ја гледам злоупотребата со местење на тендерите. А ја имам впечаток дека 80% од сите тендери во сите 25 години се наместени, сега вака малку да... Веројатно да, не е тоа само твој ваш впечаток, да, мислам, и само на сите ова, нивоа. Значи, не сум убедена дека овие пресуди што се носат за предходната власт влијаат поучно или допираат до дека утре тие ќе бидат на тапет. Добро. Кога ќе падне оваа власт, зашто во Македонија не постои судија што ќе осуди актуелен премиер. Ќе дозволиш да се фалам малу. Ајде. 14 септември во Holiday Inn пред околу 100 души, пору може да си били ти, може би, се презентираше резултатите од една анкета од МЦМС за перцепцијата на корупцијата. Добро. Амбасадор, имаше најмалу 100 души во тоа округлото. И присутен и Иво Котески, во тоа време Портпарол на МВР. Да. Помошник министер. Аз си знам, помошник министер и портпарол, гласноговорник. И ја бев тамо, присутен. И тој, меѓу другото, да се пофали, пошто и амбасадорот беше тука, америчкиот, предходниот, дека ние сме осудиле поранешен премиер. И ја му упадна во збор, рекол, може ли ја? Рекол, слушај овде ти. Европа бара да се казнуваат актуелните премиери. Ама ја ти тврдам дека и Никола Груевски, кога ќе биде поранешен, ќе му се суди. Сакам да го сретнам неге.
Котевски и после излеговме на пауза, му реков, ова памти. Да видите дали запамтил. А второ, пошто рековте како се однесуваат сега за сегашните. Треба да се знае дека во Македонија дел од новата влада е и старата влада. Да. Тој дел на новата влада што бил Исо Груевски, тој не е ни чепнат. Тамо кај што се чепна, тоа беше прв пат амбасадорот Бейли, кога се обиде, изнесувајќи го примерот со комисијата изборна, нагласи, после тоа, јас тој случај не го истакнав само заради тоа да се реши, него треба да се гонат и да се дебатира за корупцијата во актуелната влада, ова влада на Заев. На страна, крајно сложениот политички момент на оваа земја, меѓутоа, на денот, пред 2-3 месеца, на денот кога се одбележуваше светскиот ден против борба за корупцијата, присутен Бейли, Заев и Али Ахмети. Да. Видите, он повторно тука, како се однесува Заев и Али Ахмети. Значи, сега премиер. Тој рече, Заев, повикувам граѓаните, без да се плашат од последици, да пријават корупција. Користам прилика да му кажам дека он не е во состојба, немаме држава, немаме влада, немаме институции, граѓаните да пријават и да не се плашат, jer тој не може да им гарантира. Тоа е вашиот впечаток? Не, мој впечаток, немаме ние се уште такви институции, премиерот ако рече тоа да го... Добро, не, чекај да завршам. Али Ахмет, тие... Имаше со глава, предпоставам. Не, ти ќе чекаш, ја ќе ти кажам. Ајде. Тој рече дека тоа не му беше прв пат. И ја ги повикувам органите на гонење да ги истражат сите членови на мојата партија. И излага неговиот портпарол после неколку дена и вика: ниеден друг лидер на партија нема смелост како што има Али Ахмети да ги повика органите. Помина 2-3 месеци. Со тоа тој мисли, а нема никој да му кажува. Jer nigde nema zemlja členka na NATO i na Evropska unija kada некој председател на партија ќе ги повика органите. Нема никој да му кажува. Дека тоа или не знае, или тотално да не прави... Со други зборови, се уште зависи гонењето на криминалот од политичките повици на лидерите. Не, уште понатаму. Он е под истрага. Али Ахмет е под истрага. И тој тоа вика, го праша, jer ние живееме во два света, во два информативна коридора. И вие сте хендикепирани што не знаете како се манипулират албанците од страна на партиите, на власт и во опозиција, а ние имаме една предност, jer грото ипак знаеме и македонски и албански. Тој вика, го праша него новинарите, ти си под истрага. Не, тоа вика, јас грешила адресата, јавната обвинителка. Јас грешила адреса. Специјалното јавно обвинител. И си тера се, Конгрес ќе прави ова тоа, а кажа дека. Уште кога му се преболовија пратениците, а 3 пати му се намалија гласачите. Рече да ние ќе извлечеме поука, ќе ги видиме кои се виновниците за ова работа и ќе преземеме мерки. Да, на оваа тема сакам да се надоврзам. Интересно. Како што рековме, одговараат кога се бивши. Во случаите од СЈО, ние и немаме крупен случај со функционерите на ДУИ. Во изминативе 90 месеци, новата влада покрена еден цел серијал на кривични за злоупотреба на бившите градоначалници од ВМРО ДПМН. Некои имаат и по неколку. Има од оние банални кои користел службеното возило за приватни цели до секакви. И тука ги нема градоначалниците од ДУИ. Значи, излага дека во изминативи 11 години тендерската коалиција што беше, овие од ВМРО ДПМН функционери влегувале во коруптивни сделки, а од ДУИ биле честни. Јас мислам дека тие... што е заедничко? ДУИ е, откако 2002 стапи на политичка сцена, е на власт.
кога ќе нема да бидат дел од владата, веројатно, за жал, нашата македонска стварност е тоа. И преска го слушнав, Мицковски спомена, нели, судството не е независно. Сега, да бидеме саркастични, знаете како кога ние велевме судството е под контрола на ВМРО ДПМН, нивната одбрана беше следниот јак аргумент. Судството е независно затоа што во Уставот пишува така. Па исто пишува во Уставот, но не е тоа поентата. Значи, судството не ни е ослободено, ја исто сметам дека не е како што треба, но тоа е друга тема. Джевдет, сакате нешто да реплицирате или Петар да го праша? Зошто Дуи не одговара, дека се најчесни? Не, јас имам една... Ја имам објаснување зашто не одговара. Зошто? Мислам дека Заев беше, додека не падна пресудата за Заев, јас мислам дека он беше мало хендикепиран. Во некаква... Апсолутно. Ако тој, ќе видиме, ја мислам дека е исправна пресудата за Заев и ослободен од еден голем товар, и он ако оди да му рече на тој министерот на Дуи, што и сам го спомнал дека е корумпиран. Тој, зашто? Па и ти си обвинет. Ќе ме смениш мене, а ти? Така е. Не е пријатно кога премиерот ја обвини ова тоа. ќе влијае мало да он се очекува, нажалост, додека има вакви задачи што ги има сега, набрзо да почнат да се расчистат кадрите од Дуи што му служеа на Груевски. Петар, не е ли малку преоптимистично што го најавува Джевдет, дека набрзо се очекува такво нешто или? Тоа се врзува со ставот што го прочита во нон-пейперот. Знаете како, корупцијата и високиот профил на корупција и спрегата помеѓу власта и корупцијата изгледа дека е ендемска карактеристика на Балканот. И не е во право Европската Унија кога вели дека е тоа ексклузивен феномен на Македонија и Албанија во овој момент. Нон-пейперот е во таа смисла малку радикален, бидејќи земјите кои се сега членки на Европска Унија, Хрватска, Словенија, Бугарија, Романија, ако сакате, се соочува со истиот идентичен проблем, па Европската Унија одлучи да ги прими и од внатре да го решава проблемот низ преговорите. Тоа што ни ви фати страф од процесот на проширување во меѓувреме, па инсистира да си грешиме проблемите пред да влеземе во Европската Унија, не е вистински пристап затоа што досега немаат ни еден успешен пример кога земјите сами со сопствен капацитет ги решиле проблемите пред влезот во Европската Унија. Таков капацитет едноставно овде нема. Мислам, јас ја разбирам таа поента и таа поента веројатно исправна, меѓутоа темата вечерва не ни е тоа. Го спомнавме Саркози. Саркози кој што е обвинет во Франција за корумпирано водење на избори, не му се случи да каже пари од Гадафи, уште пострашно, значи не му се случи да даде изјава дека француското судство е корумпирано и дека е монтиран процесот против него и дека судијата работи за власта. Ама процесот кога падна Саркози беа отворени истраги, уште кога беше премиер. Но колку време помина, тоа се години и години за да мрднат тие процеси. Значи не е карактеристика корупцијата на Балканот во сите и разликата помеѓу демократски држави каде што судството е независно, вистински независно, не како кај нас на Балканот, тука има разлика, разбудена јавност, различни се реакциите кога ќе пукне скандал во јавноста. Вакви бомби, така наречени, во една цивилизирана демократија да излезеа, не ќе беше тегавење од 2 години. Да оставки веднаш и друг контекст на решавање. И мислам дека не ќе се дрзнеше ниту еден политичар нивен да рече сечени, лепени, монтирани. Многу афери кога излагале се извинувале и на јавноста тие. Така, Петар. Апропо наративот за кој зборуваме сега, што се однесува до ослободителната пресуда на Заев, јас мислам дека судот па и Заев имаат малку посериозна обврска пред јавноста да ја објаснат. Јас се согласувам дека таа во овој момент е со текот на плимата на јавноста која оди во правец против
претходната влада, а во склоп со новата. Меѓутоа мислам дека и за него, и за неговиот имидж, а па и за имиджот на судството, таа пресуда заслужува малку дополнително. Тоа е она што му вели Мицковски на почеток на ќе беше многу посилен овдека да бевте осуден бидејќи така јавноста ќе стекнеше добро. Не, јас не се мешам во тоа. Судот можеби ние веруваме дека судот го ослободил правилно. Меѓутоа, снимките кои просторија во јавноста и оваа пресуда се во контрадикција. Се некомпатибилни. Заев тврди, имаме сознание дека во судница биле пуштани два паралелни ЛЦД проектори на кои се гледало точно како таа изјава за него била конструирана. Меѓутоа, за кредибилитетот на судот, па и за кредибилитетот на Заев, важно е таа пресуда да се објасни дополнително. Тоа е второто што се однесува, извинете, уште една. Многу убаво кога гостите сакаат толку да ги разберат што не можат да ги зборуваме за наративот на Мицковски сега. Знаете, ВМРО-ДПМН е во погрешна претпоставка дека за нивна рехабилитација доволно е да го поземат наративот од претходната шарена револуција. Па само да си ги сменат столчињата и да продолжат они да протестираат со протестот на 2 јуни, тврдејќи дека судството е корумпирано така. Тој наратив нема да им функционира на ВМРО-ДПМН додека внатре не направат сериозна реформа. Добро. Видите, не се слагам со Арсовски дека не се во право, земјите не се само Франција и Холандија, сите скандинавски земји мислат исто. Ова што се случувало и што се случува сега, отпорот да се тргне во реформата на судството, не може да се случи нигде на друго место. Тоа само во Македонија. Го најдоа моментот сега да се спасат, затоа што да ве подсетам. Знаете како ова спогодбата за Пржинската? Да, Пржинскиот договор. Да не беше забраната понатаму да се објавуваат бомбите, никогаш нема да ја подпиша. Да ве подсетам, Венецијанската комисија препорача сите да се објават снимките од. Те ова сите за мене е многу проблематично. Никој сега не знае, нити некој некојаш ќе знае што е тоа сите. Јер никој не присуствува комисија која број колку му предава. Ти рекоа дека се стотици илјади во прашање. Тоа би било авантура и се да се објавува, веројатно таму има и содржини кои не би требало јавноста да ги чуе. Од приватен карактер. Имаше обид во собрание да се прифати препораката на Венецијанска комисија, автоматски беше отвор. И тоа рече и приватните снимки доколку го допират јавниот интерес. Никој тоа не го спомнува. Доколку во овој се направи чекор во реформа и во промена на суди и така натаму, потесното раководство на ДОИ заедно со Ахмети не можат 3 дена да бидат на власт. Не е друга, да, За случајот подкуп, се согласувам со Пеџо дека бидејќи сега Заев е премиер, оваа позитивна разрешница дека навистина е потребно да се видат тие снимки. Дали има, нели, сечено, монтирано или слично, но сакам една друга паралела да направам. 3 случаи имаше за така наречено црковно, не, 2 случаи за црковно мито. Тоа е случајот со Заев и случајот со градоначалникот на аеродром Киро Тодоровски поранешен. Да. Предходната влада, значи, маестрално користеше агенти провокатори, нели, одредени лица кои ќе ве снимаат со денови. Случајот со Тодоровски исто, например, постоеше здружение за изградба на црква, провокаторот бара дека нема на фирмата пари на сметка, дека ќе мора кеш. Добива одговор не, ќе ги депонираме додека не испратиш преку жиросметка. Тие пари седеа во сеф. 40 дена не ги пипнал никој. Нотарски договор има дека се депонирани. Да, па сепак му падна. 40-тиот ден упаѓаат и вие викате зошто? Што се случи ново, нема ново. Дента ДУИ ВМРО имаа собрание и се сложија да се иде на вонредни избори. Истиот случај го имате и со Заев. Значи, тие заштитени сведоци, агенти провокатори, маестрално ги користеше претходната власт. И сега доаѓаме до изградба на црквата Свети Константин и Елена. Како се одвива собирањето донации? Имаш истражувачки истории. Значи, на тие донаторски главни лобисти биле високи функционери од ВМРО-ДПМН, секој бизнисмен имал пред себе договор. Значи,
низа извори кои беа инволвирани, а некад јавно да зборуваат, станува збор за еден суптилен рекет. Исто така. Така е. И сега, како вели во бомбата, кога зборува со Силвана Бунева-Груевски, рекет или барање спонзорство, нели, кога она се жали дека еди кој си таму, нели, рекет. Да. Па, барање спонзорство е кога си на власт работава и ти одредуваш што е барање спонзорство. Се е тоа, инаку, начинот на кој се одвиваш работата и со таа црква содржи такви елементи. Да. Ние ни не знаеме колку собраа, каде собраа. Во таа смисла, затоа застанувавме за одредени случаи во времето, нели, кога беа во опозиција, затоа што тие методи на местенки, дури ние во редакција велевме, немојте, странка ќе дојде со документи, обично, нели, се жалат судски процеси, внимавајте, можда внатре има некои пари, ќе ти влета полиција и после на куртон вестите ќе излезете дека сте вие корумпирани, целата таа пропаганда ќе ве направи партал. Идејата Значи, е, тоа е... ве разбирам, мислам дека добро ја испоинтиравме од различни англи оваа тема. Петар, како ти се чини дека легна во целата оваа атмосфера дојдат лидерски на овој, да кажем, трочасовен. Прво, ја морам да признам дека до крај го одгледав со малку повеќе мака и енергија вложена, бидејќи на вистина се разбореа луѓето, не може да престанат. Не знам дали успеавте целиот да го одгледате. Но која е политичката, да кажем, корист од сето тоа? Првата најосновна според мене политичка корист е што конечно имаме дуел. Како што Така би е. било нормално и редовно да биде малку почесто и да ги видиме, да ги соочат. Видите, видете. Сега јас малку разговарам и од пиар смисла како политички комуниколог. Соочувањето на лидерите на дуел не е само борба на аргументи. Ние од тие луѓе очекуваме да бидат водачи во најкризните ситуации. Публиката инстинктивно, таа не знае да го артикулира тоа, меѓутоа инстинктивно ги гледа како се однесуваат под стрес, колку брзо одговараат на прашања, како одговараат на комплицирани ситуации. Значи, тоа е доживување на лидерите на еден вистински начин и има зошто во развиените демократии таквите дуели се најмалку по политички бонтон задолжителни. Така што првата голема придобивка е што воопшто ги видовме на соочување. Се разбира, таму немаше спектакуларни, они не се степаа таму, Добро, немаше тоа некаква... би било и за очекување. Да, немаше ниту пак имаше некакви спектакуларни поенти ниту од едната ниту од другата страна. Мислам дека се работеше за две стратегии. Стратегијата на Мицковски беше да го нападне Заев и поважно да се етаблира како безкомпромисен лидер на ВМРО-ДПМН. Јас мислам дека Мицковски успеа во тоа. Во тоа Мицковски успеа и со тоа Груевски е уште дополнително нервозен, што се гледа по неговите јавни комуникации после тоа. Меѓутоа таа стратегија на Мицковски на конечно детронирање и етаблирање дека јас сум тој кој во име на ВМРО-ДПМН разговара и се соочува со СДСМ и со Заев, таа успеа. Стратегијата на Заев? Стратегијата на Заев беше да го залепи Мицковски до Груевски. Да каже ти не си Мицковски, како што сме имале досега, тргни ја маската да го видиме. Нешто Мицковски не даде преголем отпор во однос на На тоа одговорите Мицковски на тоа Мицковски не даде преголем отпор и таа стратегија на Заев мислам дека успеа. Со овие канонади препукувања мислам дека барем на некои теми, особено од надворешната политика, доминираше Заев, а на другите теми од економската политика изгледаше поподготвен Мицковски. Чевдет? Видите, ја тука забележав нешто друго. Овие двајца господа, 2,5 сата, колку беа таму? Не разговараа за? Јас ќе ти кажам. Македонија, овие се премиери на Македонија, не на македонците. Македонија, нив ги подсети дури и Ципрас. Во Македонија се македонците и албанците. Тој не рече Ципрас. Овој Заев имаше прилика во ова време, година-две, да се докаже во однос на отвореноста спрема ова етничка заедница албанци. А дури да биде И поддржан. смели некои работи. Меѓутоа, Мицковски, кој сака утре да дојде на власт, 2,5 сата, да не каже 2 збора како ја замислува ова држава во смисол на односите македонци и албанци,
Печаток е дека се премолча целата таа димензија, а разговорот траеше речиси 3 сати, а може тоа не беше два партиски лидера. Ама не е вината на Мицковски тука, водителот требал да постави. Ја мислам дека и политичарите мора да ги најдат Може да темите. најдеш повод, па да му забележиш и на... Јер Така, не е така е, водителот се разбира. апсолутна власт. Дозволи, че му речеш, јас утре сакам да станам премиер. Сакам да Јас се обратам и на да овие користам приликата. Ама он вече ќе пред стане да- премиер, не Па ќе сака стане да- премиер, ама тој сега се однесува дека ќе стане премиер на врскиот дел на македонците. Да, ма мислам дека тоа е само следење на веќе една воспоставена политика која има ВМРО да продолжи на една, ајде ако не е конфронтација, тогаш барем игнорирање на Не целиот има и тој нешто друго. Веќе кај албанците забележа, кај овие што ни се сега, дека ќе се туркат самите, ќе чекат на ред да влезат и таму во влада со еден пратеник. И тука се во право. Како одекна целиот дуел кај албанците? Кои се коментарите на да кажем албански, бидејќи ние сепак имаме Прво помалу да ти вид. кажам, гледаноста кај албанците на такви емисии е катастрофално Беше мало. ниска. Ниска е као да не се однесува на нас. Тоа се Значи има и малци еден рефлексија од таа страна како да не се однесува на нас. Јадранка, вашиот впечаток, твојот Па впечаток не го целиот изгледав до крај. Мислам дека предолго е, но одлично е што конечно се случи дуел меѓу премиер и лидер на опозиција. Фактот дека 20 години ние тоа сме го немале, говори колку сме назадени на тој план. Значи, деца што се родиле и сега веќе можат и да гласаат, нели, во овие Таа во овој поента ми е вакуум. јасна, Јадранка. Еве да те прашам просто и како искусен одличен новинар. Таја вечер, што научи ново за Заев, а што за Мицковски, одно што може би не би го... Имаше ли за тебе некоја плюс информација, некаков впечаток од целиот тој дуел? Па вака, ајде да почнем од Мицковски. Ми остаи тој впечаток дека безмалку стои за сите политики што ги водела претходната влада на ВМРО ДПМН. Тешко се дистанцира. Може би не сака, може би Не тоа се е целта. дистанцира. Видете вие ако за крвавиот четврток, тука има и дури и поостра реторика партијата, отколку за овие случаи од СЈО. Така драматично кога вие представувате дека е тоа патриотски чин, и во дуелот, тој дел од разговорот, некако ги игнорираат сите нели бомби претходно, сите случаи за корупција, апсења, се што се случуваше. Како амнезија да имаат и тие ќе кажат ние сега нели било што било, не е тоа така. Мислам дека нов лидер на ВМРО треба да се извини на дел од јавноста која беше жртва на разни Тоа се чини процеси. како премногу високо очекување кој Добро, во овој момент разбирам дека веројатно му е приоритет внатре во партијата да ги преземе конците. Петар, и Мицковски и Заев, но особено Мицковски, јас... Нако извини, добро Да, беше повеќе. што му постави. Оние работи што секогаш поддржувам околу фирмите на Заев, случајот во Струмица што го извадија, тука давам апсолутна Немаш малку поддршка и печат тоа дека мислам- Заев беше прилично уморно, вака представен еден малку успорен, малку репетитивен, да кажем со помалку поенти во разговорот. Па тоа, видете, она лично кога почна, како овој ја стекнал куќата, овој како добил, да се спита и тоа ми е во ред, мене ми е тоа сосема во ред. Како лична конфронтација. Значи, треба да се поздрави, треба почесто да се случува тоа, почесто, сега не велиме секоја Секогаш ми недела. остава впечаток, Петар, кога ќе видам дека политичари во интервју сами себе по име се спомнуваат, да речеме 30-50 пати. Или зборуваат во трето лице Или за себе. изборуваат во трета лица. Тоа ми На е што е тоа резултат? Тоа ми е еден впечаток за Мицковски. Мислам дека он премногу долго се доживува самиот себе си како професор. Мислам дека тоа малку ќе му пречи во јавните настапи понатака, значи мора да се симне малку на земја. Заев исто Има една така професорска ароганција. има во една себе. професорска ароганција. Знаете како? Во вкупното интервју беше нарешено во смисла на јавен впечаток, што е огромна победа за Заев. На такво интервју по природа премиерот е поднишан. Видите, тој е отворен за критика, а лидерот на опозицијата треба да го направи гоблен за сите погрешни политики, да ги има сите на список и така натаму. Фактот
што Заев во тоа интервју извлече нерешено, па дури на некои теми доминираше, е огромна победа за Заев. Да, меѓутоа во јавноста имате една хистерична поддршка за Мицковски од страна на ВМРО-ските, да кажем, настроени симпатизери, медиуми и така натаму. Имате кај СДСМ една половична поддршка кај што некој едва и дочекаа да му кажат еве виде и така натаму на Заев. Мислам дека на извесен начин Заев го собра и тоа незадоволство во јавноста кое постои од неговите политики и во судирот со Мицковски. Може би грешам, не знам. Точно е. Но истовремено имате предвид дека критичката јавност доживеа дека Мицковски не се одвои доволно од политиките на Груевски. Тоа значи дека основната теза на Заев, ти си Груевски, за јавноста функционира. И во таа смисла фактот што беа нерешени е голем. Добро, ама еве веднаш Джевдет пред да ајде повеќе Джевдет. Видите, јас мислам дека ова дуелот не требаше да го прифати сега Заев. Ти викаш дека он изгледаше уморен. Па во која состојба е Мицковски, а во која состојба е Заев сега? Па добро, Мицковски во состојба на опозиционен лидер кој што секако има помалку работа не како ангажманот премиерот. на во тоа. Ангажманот на Заев околу сега контактите со преговорите за името. Да. Тој цела ноќ со Ципрас во Софија и веднаш тука да ја пречека Тереза Меј. Тереза Потоа во Меј. Струга Се да гледаш. направи средба со граѓани, па потоа Второ, да. Неговата ние агенда се- е набиена тоа и тоа. не е не? Ние се обидуваме во право. Јадран како вика, може би овој Мицковски не може сега за сега да се дистанцира од некои елементи од политика. Да, доколку е така. Што да кај него има елементи да е уште поекстремен од Груевски? И такви препознавате? Па како не? Како Мислите дека Да, некој работи... и ја го разбирам, дека он не може сега да рече, jer on treba se konsolidira ta partija. Само ја не сум сигурен, не тврдам, дека тој идеолошки со убедување свој чека момент за да се дистанцира. Дури се сомневам, попрво ќе си оди од таму, а нема да се дистанцира, па ќе дојде друг. Јадрека не може да одржи. Па ќе дојде друг да. Повеќе Јадрека. Во вакви дуели, тоа вие знаете кој од фудбалски фанови, кој си навива за Реал, кој си за навива за Ливерпул, Реал. пак ќе си навива. И тие добро опишати. Оние во СДС што веќе имаат критички забелешки, нели, Едва на и дочека. политиките, да. И меѓутоа јас го гледам позитивно сето тоа, иако не го догледав, премногу ми е предолго. Но многу е битно за да имаме здрава демократија, да има силна опозиција. Не, силна опозиција. Добро. Но не може да им верувате вие кога се како амнезија да имаат какво било владењето предходно нивно. Не гледам што е лошо во договорот со Бугарија, например. Ние не можеме да влеземе во тие детали, но ако на опозицијата, се разговараше малку и за тоа, но ако на опозицијата и проаѓа тоа во јавноста дека е заборавено нивното минато и дека треба да се занимаваме само со оваа власт, велам ако и проаѓа, тоа е голема победа за опозицијата. Петар? Мислам дека главна публика на дуелот Мицковски-Заев од страна на ВМРО-ДПМН не беа нивните бирачи, туку нивната внатрешна партија. Прашањето е всушност, Петар, да ја консолидира партијата и се разбира тоа треба да сакаш да кажеш дека не надфрли над линијата на привлекување други. Не, ниту пак мислам дека тоа му беше целта. Добро. Тој сакаше да покаже дека е он тој, дека не се плаши од Заев и со тоа да го затвори прашањето во сопствената партија и се разбира дека тоа мора да му биде прв приоритет. Добро. Бидејќи се приближуваме кон крајот на емисијата, сакам сите тројца да ја прашам овој вид на настани како што се развива, како мислите дека ќе се одрази врз овој најавен голем собир демонстрации на ВМРО-ДПМН за почетокот на јуни? Која е смислата на тоа? Мислите ли дека тоа ќе биде некако важен настан кој што ќе направи некакво ново одредување на политичката мапа во Македонија или ќе биде еден собир кој ќе го одвидиме, ќе го истрпиме и ќе отидеме на одмор по грчките плажи? Чефтет, како ти се чини? Ќе биде ова постигнато. Ќе се соберат, ќе отпијат и ќе да има одидат. еуфорија, нема да има. Тоа сигналите се од реакциите за пресудите за Груевски. Затоа што занимливо денеска да речеме Груевски во своето интервју ни еден збор не кажа за тој собир.
Така што е малку чудно да он кој што се појавува релативно ретко и сега реално ексклузивно, практично не реферираше воопшто на својата партија и на активностите. Мислам дека целта на Мицковскија сега после неколку месеци, нели, да покаже да видиме колку се, што се, кои се. И секоја опозиција на крајот на кришта да држи Мора да се пребори. Но не мислам дека нешто драматично ќе се промени. Петар, влегуваме во подраматично лето или ќе се распуштиме на грчкиве плажи? Сепак тоа не зависи толку од протестот на ВМРО ДПМН, колку што зависи од исходот на преговорите за името во моментот. Доколку исходот на преговорите за името пропадне во некаква не успеат да направат некаков сериозен пробив или не успеат да задржат ова ниво на искоординираност и усогласеност, тогаш протестот на Мицковски може да биде иницијална каписла за ЗАЕВ да ја смени својата политика. Инаку тој протест, да знаете, секогаш во Македонија помеѓу 10 и 30.000 луѓе нема да пропадне во таа смисла. Мицковски ќе се потруди тој да биде масовен, да биде голем, нема се секирате дека таму ќе биде трчи човек. Не, тоа ВМРО ДПМН нема да си го дозволи. Во смисла на политички наратив ќе биде празен, се разбира, веќе нема и што да каже Мицковски сега, само што седнал, уште треба да се бори со. Тоа е негова промоција ќе биде, тоа е негов но ќе ја консолидира неговата позиција и повеќе ќе биде иницијална каписла, односно окосница околу која ЗАЕВ ќе мора да одлучи што ќе прави до крајот на годината. Добро, кога сме веќе тука да ве прашаме, ќе почне со Джевдет за крајот, за сосема за крајот. Може ли ЗАЕВ толку да се разочара во однос на проблемот со името што ќе изгуби енергијата за сите други долги списоци на реформи кои што не чекаат? Бидејќи сепак проблемот со името му беше во центарот на агендата. Рекол и нешто друго, он се некој епилог за името ќе има. Па дури она најпесимистичкото да не се реши ова држава, овие луѓе и ова територија ќе постојат и така да ќе мора да се сврти. Ово го прашувам затоа што знаеме, памтиме што се случи со Груевски, со потребуваш преговорите за името од страна на ДУИ. Што вие не знаете. Да чуеме. А ја веќе ви кажа. Ексклузивно. Завчера Али Амети оствари средба со Илир Мета. Тоа го прочитав. Да, веста беше. И доби, не го прочитавте добро. Добро. Не. И доби максимална поддршка од Илир Мета за неговите одлучни и неуморни напори за постигнување на завршната спогодба за името. Али Ахмети, имате ли вие впечаток, јас нема, или информации дека е многу уморен од ангажирањето за постигнување на завршната спогодба со... И видите, овој истиот писател на Албанија. Дента кога се случи тој скандалот во Мала Речица, кога еден загина, двајца беа ранети, се им се суди, утре дента он во Кичево се слика со Али Ахмети. И преговорите со името, и таквите, Али Ахмети ДУИ ги користи пред албанците дека се во ред, не имаме поддршка. Подобро би му препорашал на Илир Мета, од тука, писател на Албанија, ќе им помогне многу на албанците во Македонија, кога веќе толку сака, да ја поддржи Фатиме Фетај албанката. Мислам дека ова вистински крај на вечерашната емисија, Джевдет ја поентираш на еден одличен начин. Ви благодарам за гостувањето и за вас за гледањето на оваа емисија. Мислам дека да успеавме да ставиме еден печат на неделата за 2-3 најважни настани што се случи оваа недела. Се гледаме идната недела во исто време со печат на неделата со Сашо Ордановски на еден телевизија. Пријатно и добра ноќ.